Кратки најави за денешните настани. Кампањата за вакцинација од врата до врата ќе се спроведе во Охридскиот регион. Започнаа градежните ќе траат до март 2025. Казнети 2 маркети во Струшко за непочитување на мерката гарантирана цена. Викендов започнува зимското сметање на времето. Најмалку 27 лица загинале во налетот на ураганот Отис во Мексико. За најавените и изостанатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ветровито и релативно топло со максимална дневна температура од 22 степени Целзиусови. Во сабота во Западна и Централна Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и во крајните источни предели, а во источноевропската низина со локални врнежи од снег. Во останатите предели стабилно време со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров утре претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Локално во Словенија, Хрватското крајбрежје, Босна и Херцеговина и Црна Гора со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат од 16 до 26 степени. Во Македонија, во сабота, во утринските и предпладневните часови ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во попладневните часови намалување на облачноста и ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималните температури од 7 до 15 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 14, односно до 25 степени. Во Охрид во сабота, во утринските и предпладневните часови ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во попладневните часови претежно сончево и топло време. Минималната температура од 12 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во Охрид во недела и понеделник сончево и топло време со дневна температура до 20, односно до 19 степени. Во вторник умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 18 степени. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Ланецот супермаркети Миса, препознатлив бренд во Охридско-Струшкиот регион. Во Миса секогаш се пазарува со мерак. Во сопствената месарница, рибарница, пекара, зелен пазар и во одделот за готова храна. Огромниот асортиман на производи е со загарантирано ниски цени. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените.
Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Службата за превентива на деца и младинци при јавната здравствена установа Здравствен дом Охрид од понеделник ќе започне да ја спроведува националната кампања за имунизација од врата до врата, организирана од Министерството за здравство во соработка со Канцеларијата на Светската здравствена организација во Скопје. Во текот на месец ноември, екипа од оваа здравствена установа на терен во општините Охрид и Дебарца, со опфат на селата и населбите, ќе врши бесплатна вакцинација против сезонски грип, но и вакцинација на деца кои пропуштиле редовна вакцина според календарот за имунизација. Службата за превентива на деца и младинци при Здравствен дом Охрид е вклучена во спроведувањето на кампањата за имунизација од врата до врата, организирана од Министерството за здравство во соработка со Канцеларијата на Светската здравствена организација во Скопје. Кампањата ќе се спроведува во текот на месец ноември и ќе бидат покриени општините Охрид и Дебрца со селата и населбите. Целта на оваа кампања е да се разбуди свеста, да се подигне свеста и разбирањето за вакцинациите и придобивките од вакцинација, како на рутинската имунизација, исто така и на вакцините што се против сезонски грип. Со давањето на услуги на лице место од врата до врата, воедно би се зголемил и опфатот на целокупното население со вакцинација. Екипа составена од доктор, медицинска сестра и возач со болничко возило ќе ги посетат во градот и руралните средини во Охридскиот регион и општина Дебрца лицата над 65 годишна возраст и хронично болните кои не можат да дојдат во здравствена установа да примат вакцина против грип. Но кампањата е значајна и поради опфатот на деца кои пропуштиле редовна вакцина. Ке се посетат и семејствата со деца кои што подолго време не се дојдени на вакцина или не ја имаат некоја вакцина примено од различни причини. И школските, и предшколските, и по школите ќе поминиме така со некој известување за значењето на вакцините. Опфатот на децата со рутинска вакцинација во Охридскиот регион генерално е на задоволително ниво со исклучок на некои од задолжителните вакцини. Немаме добар просек, а тоа е за ХПВ вакцината. Таа е вакцина против рак на грлена матка, каде што навистина сме со еден низок процент и токму и тука ќе удриме акцент на информирањето на значењето на оваа вакцина и повикување на девојчињата на вакцинација, поготово до родителите да бидат запознати за што е значајна таа вакцина и да си ги донесат девојчињата без грижа на вакцина.
Оперативниот план е подготвен, кампањата стартува во понеделник 30 октомври со бесплатно вакцинирање против сезонски грип на жителите на општина Дебрца кои се постари од 65 години, хронично болни лица, од врата до врата и во просториите на училиштата во Велме и Белчишта, Мешеиште и Требеништа. Исто така и учениците кои не се редовно вакцинирани според календарот за имунизација ќе може да се вакцинираат истиот ден во присуство на нивни родители во просториите на училиштето со приложување здравствена книшка и картон за имунизација. Во текот на кампањата, населението на град Охрид и руралните средини од регионот ќе биде претходно информирано за датумот и времето на посетата на теренската медицинска екипа. Започнаа градежни зафати за рехабилитација на регионалниот пат Охрид Свети Наум. Од јавното предпријатие за државни патишта информираат дека станува збор за санација на патот од Коњско до границата со Албанија, а не и целосна реконструкција и проширување. Овој фреквентен патен правец, кој го поврзува туристички Охрид со населбите и плажите на источното крајбрежје, е исклучително значаен за развојот на Охридскиот регион, но истиот е во лоша состојба. И на него се случуваат десетици сообраќајни несреќи, посебно за време на главната сезона. Започна рехабилитацијата на патот Охрид Свети Наум од Коњско до границата со Албанија. Почнувајќи од 24 октомври, сообраќајот се регулира со соодветна сообраќајна сигнализација и истиот се одвива непречено. Од јавното предпријатие за државни патишта велат дека изведувачот бил воведен во работа на 4 август годинава, меѓутоа одобрение за времена измена на режим на сообраќај за времена рехабилитација и поправка на државен пат 5301 делница Охрид Свети Наум било добиено на 13 октомври, со што изведувачот можел да започне со работите на терен. Активностите се одвиваат на државниот пат делница Охрид Свети Наум под делница Коњско граничен премин Свети Наум и со проектот не е предвидена реконструкција, туку само рехабилитација, посочуваат од јавното предпријатие државни патишта. Поправката на државниот пат Охрид Свети Наум ќе чини 9,75 милиони евра. Рокот предвиден за изведување на градежните работи е март 2025 година. Овој патен правец е изграден пред 50 на години и врз него досега не се извршени поголеми реконструктивни зафати. Два маркети од Струшко заработија парични казни, а еден доби забрана за работа. Ова е епилогот од засилените контроли на пазарниот инспекторат изминатиот месец. Дел од трговците не ги почитуваат одлуките на владата за гарантирани цени на прехранбените производи. Граѓаните се жалат и поднесуваат преставки. Два маркети од Струшко заработија парични казни по 3200 евра, а еден доби забрана за работа. Ова е епилогот од засилените контроли на пазарниот инспекторат во Струга изминатиот месец. Дел од трговците не ги почитуваат одлуките на владата за гарантирани цени на прехранбените производи, пијалоци, овошјето и зеленчукот. Не се јасно обележани производите со налепница, но и не се намалени за 10%. По одлуките на владава извршени се вкупно 45 надзори со записник и издадени се две платни налози со вредност од 6400 евра. Инспекторите се постојано на терен, работиме и со прековремени часови. Во сила се 3 одлуки на влада. Апелираме до граѓаните да пријавуваат нерегуларности во бројот 191. Поведувањето на гарантирани цени на основните прехранбени производи не го подобри животниот стандард, се жалат граѓаните. Граѓаните се жалат, велат голем дел од трговците не ја почитуваат одлуката за гарантирани цени. Токму затоа има голем број преставки до пазарниот инспекторат. Ми покрај тоа влада што сака да помогне, но меѓутоа мислам дека трговците не се придржуваат на тие барања. Тешко е. Тешко. Се кренаа све овие калтикативе, а слаби со пари сме. Што све е оскапено, вџинем фатено. Пензите да кренет побе. За заштита на граѓаните, владата на 18 септември донесе одлука за воведување на гарантирани цени на 25 основни прехранбени производи која важи до крајот на ноември. Од владата најавија нов пакет антикризни мерки од следниот месец.
Утре ќе се спроведе акција за подигнување зелен отпад од уредување на дворни површини и градини, гранки, трева, жива ограда и слично во Горна Влашка мала, населба Христо Узунов и Карабего мала. Се молат граѓаните кои живеат во споменатите делови од градот, доколку имаат ваков отпад, уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот во сабота и претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075 495 428, кој функционира секој ден во неделата од 7 до 21 часот, информираат од јавното предпријатие Охридски комуналец. Зелениот отпад треба да е уредно оставен до контейнерите или на местата предвидени за подигнување комунален отпад, додаваат од предпријатието. Викендов започнува зимското сметање на времето. Стрелките на часовниците ноќта, сабота кон недела, ќе се поместат за 1 час наназад, односно времето во 3 часот ќе се смета за 2 часот. Зимското сметање на времето почнува секој последен викенд во месец октомври и трае до последниот викенд во месец март наредната година, кога повторно ќе настапи летното сметање на времето. Проблемите и предизвиците со кои се соочуваат децата со посебни потреби и нивните семејства е тема на вечерашното издание на Прашалник со Сонја Рилковска. Гости во емисијата се Весна Гебеловска од Сдружение ВОПС, Билјана Костовска, родител на дете со посебни потреби и Јана Марковска, дефектолог. Прашалник следува веднаш по првото издание на Дневникот. Во продолжение да ги погледнем и вестите од светот. Најмалку 27 лица загинале во налетот на ураганот Отис. 4 лица се уште се водат како исчезнати, соопшти мексиканската влада. Отис е една од најмокните бури која го погоди одморилиштето Акапулко, предизвикувајќи штети од околу 15 милиарди долари. Невремето од 5-та категорија поплави улици и автомобили, ги остави куќите без покриви, ги прекина комуникациите, прекинима и во патниот и во воздушниот сообраќај, наставата во училиштата е исто така прекината. Поплавени се и болниците, поради што стотици пациенти морале да бидат евакуирани во побезбедни области. Владата прогласи вонредна состојба во регионот на Акапулко. Министерството за одбрана соопштило дека околу 8.000 членови на мексиканската армија, воздухопловните сили и националната гарда се распоредени во и околу Акапулко за да помогнат во расчистувањето. Гувернерката на Гереро ја нарече бурата целосно разорна и кажа дека 80% од хотелите во градот се погодени од невремето и дека властите работат на враќање на струјата и повторно активирање на пумпите за вода за пиење. Втор ден од самитот на Европската Унија во Брисел, 76 европратеници испратиле заедничко писмо до лидерите на Европската комисија и Советот на Европската Унија, во кое бараат од нив да се заложат за итен прекин на огнот во Газа, за да се овозможи хуманитарен пристап до цивилното население. Советот на Европската Унија го повторува својот повик до Хамас веднаш да ги ослободи сите заложници без никакви предуслови и силно го нагласува правото на Израел да се брани во согласност со меѓународното право и меѓународното хуманитарно право. Европскиот совет изразува сериозна загриженост за влошувањето на хуманитарната ситуација и повикува на континуиран, брз, безбеден и непречен хуманитарен пристап на помошта до сите оние на кои им е потребна, преку сите неопходни мерки, вклучувајќи и хуманитарни коридори и хуманитарни паузи, и изразува жалење за сите загуби на цивилни животи. Во заклучоците од самитот, што вчера и денес се одржува во Брисел, се додава и дека Европската Унија тесно ќе соработува со партнерите во регионот за да ги заштити цивилите, да обезбеди помош и да го олесни пристапот до храна, вода, медицинска нега, гориво и засолниште, обезбедувајќи таквата помош да не биде злоупотребена од терористичките организации. Рекордни 500 килограми синтетичка дрога запленети на Кипар. Дрогата била откриена од страна на службата за борба против дрога на кипарската полиција во соработка со царинските служби. Ова е најголемо количество наркотици откриени досега на Кипар. Кипарската полиција соопштила дека во рамки на акциите за откривање дрога пристигната преку аеродромите, при претрес извршен во магазин на фирма во Ларнака, биле пронајдени 50 хартиени контейнери во кои имало кристална супстанца со тежина од 500 килограми. Според медиумите, откриената супстанца е метедрон, која се користи за правење тврди лекови како кристален мед и синтетички кокаин. Одредот за дрога се сомнева дека дрогата била наменета за извоз во друга земја. Истрагата е во тек и засега никој не е уапсен.
Радикални климатски активисти од Здруженијето Last Renovation со боја го нападнале музејот Лувр во Париз. Тие, како што велат, протестираат против одлуката на владата која одбива да гласа за амандманите во корист на реновирање на објектите за подобрување на енергетската ефикасност. Како што може да се види на видеата кои кружат на социјалните мрежи, активистите фрлаат бои кон пирамидата. Еден од нив дури се искачил и на пирамидата за да не биде фатен од обезбедувањето. Обезбедувањето на Лувр и полицијата ги совладале активистите и ги прекинале нападите. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!